Кечи Македонија во живо ќе се пренесува на македонската телевизија. Тема ракомет. Продолжуваме во студиото со разговор. Мој соговорник денеска е Мартин Клинчаров, тој е председателот на Сојузот на спортски федерации на Македонија. Добро утро. Добро утро, Јована, добро ја најду. Инаку, вашето искуство и како ракометар, долги години, веројатно и години наназад, не сега и во оваа функција како председател на Сојузот на спортски федерации на Македонија, долги години наназад бевте човекот со кој што се консултиравме, анализиравме тема ракомет. Така што добар познавач сте, колку сме отидени напред, па ајде со првото прашање, имаме ли квалитет да направиме резултат, нешто што одамна се чека во спортска Македонија? Па одамна се чека. Тоа е, знаеш, како дискутабилно прашање дали имаме квалитет. Квалитет секогаш имаме, прашањето е само дали тоа ќе може убаво да се спакува. Ова добар прилог на колегата Чупевски, каде што мислам дека се кажа во тие 2-3 минути. Модерниот спорт денеска е таков да можете да изненадите и да поминете со сите бодови во следната фаза, а многу лесно може да се вратиме и дома веднаш потоа. Квалитетот кај нас тоа е малку широка тема. Цело ова експериментирање низ годиниве наназад, ако трнеме од таа 2012 и тоа 5-то место на Европско првенство во Србија, па Катар 9-то место на Светско првенство како најдобар резултат. Од тогаш наваму нас резултатите ни се во надолна линија, секоја година е се полошо и полошо и тоа веројатно е одговорот некаде на ова прашање дали имаме квалитет. Веројатно не инвестираме доволно добро или немаме некоја јасна стратегија и визија како треба да го правиме. Се надевам дека оваа генерација сега која се појавува или се форсира, иако ќе кажам дека според мене има далеку не многу, ама уште неколку играчи кои заслужуваат да бидат тука, така да мислам дека може да се очекува подобри резултати во иднина. Добро, зборуваме дека може да изненадиме, нели? Не се знае неочекувано, ама и во контекст на тоа како да се однесуваме со противниците, што всушност е потребно за да се победи? Добар пристап, само добриот пристап е тука. Мислам дека посебно оваа генерација, овие ракометари кои се сега таму и кои ќе настапат на ова светско првенство, мислам дека нема што да изгубат, можат само да добијат, ќе добијат сигурно искуство, ново искуство во надпреварите на големи надпреварувања. Можат само да добијат. Пристапот е она кое е главна одлика на сите. Без добар пристап, посебно во одбраната, мислам дека не можеме многу да се надеваме. Тоа е клучот и не само кај нас, туку кај сите репрезентации, доброто влегување во секој надпревар. Нормално, подготовката пред надпреварот е нешто што сега веќе е незамисливо да се оди, посебно на светски ден европските првенства. Значи мора да имате добра подготовка, да го познавате противникот, да знаете како да се спротивставите. Како да се однесуваме со противниците? Сега некако многу се големи имиња, па веројатно и страв може би да постои. Веројатно е, сега неискуството е тука исто еден голем фактор кој може да влијае во однос на тоа кога ќе се соочите со поискусни противници од вас. Меѓутоа мислам дека тука треба стручниот штаб да ги подготви ракометарите, дека нема непобедливи. Не постојат такви, само добри. Иако овие ракометари веќе 2-3 години знаат што значи да се игра на големи надпреварувања, го искусиле тоа и на клупски и на репрезентативен план, така што само пристапот е влегувањето во секој надпревар, ако дозволите вие противникот на почетокот да ви направи 5-6 голови разлика, да примите лесни голови, тогаш потешко се враќате назад во игра. Па да, и психолошката подготвеност веројатно е најважна. Па едно од поважните, да. Добро, ги споминавме неколку пати играчите, ги имаме најквалитетните во моментот. Во еден момент споминавте дека би додале уште некој. Па знаеш како сега, тоа и Чупевски го кажа во прилогот, и тоа е факт, и тоа секогаш стои. Одговорноста е на селекторот. Селекторот е тој кој прави избор и селекција. Репрезентација не е збир на најдобрите ракометари кои постојат. Тоа е збир на најдобрите кои во моментот се најподготвени да одговорат на задачата. Зошто е селекторот најодговорен? Затоа што тој ја прави согласно неговата визија и концепција за игра, предпоставуваме, оној кој ги бира
на тој начин ракометарите кои се најдобро се вклопуваат во неговата концепција и она што го замислил, да ги спроведат неговите тактички замисли. Затоа и верувам дека според него, иако моje мислење е дека има уште 2-3 ракометари кои би можеле да помогнат тука. Сега ние одиме со еден, например, само со еден класичен бек шутер, што во денешниот ракомет е малку несвојствено, освен оние репрезентации кои не можат или немаат заради физички карактеристики на своите играчи. Така што ќе видиме како тоа ќе функционира, сепак да, одговорноста е на селекторот и се надевам дека исто како што кога ќе победите заслугите и аплаузите ги собираат сите, така за поразите треба да се сноси одговорност. Го споменавте селекторот, тој изјавува дека е задоволен од последната генерална проба пред светското првенство. Од што може да бидеме задоволни од прикажаното? Па сега знаеш како на тие генерални проби пред светско или европско без разлика, посебно сега оваа со Хрватска, тој повеќе беше ревијален надпревар, не дека знаеш, сите ги кријат своите адути, никој не сака да 5 дена пред светско првенство да покаже или противниците да видат кој со што располага. Од друга страна, никој не сака да некој ракометар здобие повреда на самиот старт од светското првенство, така што да, мислам дека и беа договорени да нема некој таков интензитет и од двете страни. Меѓутоа, може да бидеме задоволни од начинот на игра, од брзата транзиција, од она што до сега не сме го имале. Веројатно тоа се должи на фактот што поголемиот дел од играчите доволно добро се познаваат затоа што играат во еден клуб, иако тоа во многу случаи се покажало за подолги стази дека не е успешна формула, меѓутоа во овој момент играат 2-3 години заедно овие играчи, можеби таа формула сега ќе даде резултат да имаме некоја по-динамична, по-брза игра. Добро, ги споменуваме играчите неколку пати. Каков е спојот на повозрастната, поискусните играчи, оние помладите? Ги споменавме и неколку пати дека имаме млада генерација. Каков е спојот? Тоа секогаш било, знаеш, и тука е важен селекторот да успее да направи некој баланс, да успее да го направи тој спој, знаеш, секогаш било тешко кога преоѓате од една генерација во друга. Постепено се внесувале млади играчи, постарата генерација треба да ги прифати, овие треба да се наметнат, но во исто време и да ги почитуваат, така што мислам дека и тоа е еден вид, ако не најтешка, меѓутоа една од потешките задачи да се комбинираат тие две генерацијски структури кои сега постојат. Во минатото сме имали и поголеми такви, кои ќе трнеме од она генерација на Пепи Манасков, па генерацијата на Кире Лазаров кога влегуваше во репрезентација, така да тој спред секогаш бил проблематичен, меѓутоа мислам дека секогаш поминувало лесно. И тие карактерни особини на помладите играчи секогаш, знаеш, требало да се вклопат за да овие постариве да ги прифатат. Добро, па и постариве треба да отворат пат, нели, за да може да влезат и помладите играчи. Споменавме колку е важна психолошката подготвеност. Своевремено македонската ракометна селекција беше меѓу пионерите во кои што имаше работа со спортски психолог во 2016-та, професор Тања Кајтна од Словенија, работеше со нашите репрезентативци. Мора да ја споменеме и почитуваната професорка доктор Ленча Алексовска Величковска. Таа беше дел од работата со селекциите. Колку е значајно таква подготовка, можеби не само пред некое првенство како што е ова, туку во континуитет? Многу е значајно. Сега ние можеби сме биле пионери во тој пристап овде на оваа средина, знаеш, тоа малку надвор многу од порано функционира и тоа е еден значаен. И можеби поинаку? Да, и не само во репрезентацијата, туку и клубовите работат на таа страна. Не само во делот на психологија и делот на физичка подготвеност, нутриционизам и така натаму. Кај нас доскоро... Да, повеќе аспекти се значи. Да, повеќе аспекти се. Кај нас доскоро беше дека главниот тренер е се. Главниот тренер беше и тренер, и кондицијски тренер, и тренер на голмани, и мајка, и татко. Многу покасно ние дојдовме до фаза каде што секој треба да има своја улога во тоа, и стручниот тим да брои 5, 6, 7, 8 луѓе. Тоа веројатно еден дел се должи на тоа што
клубовите не беа толку финансиски моќни за да можат тоа да го прават. Ама во делот на репрезентација сега тоа е мала контрадикторност, тука што ние го имавме, значи во времето кога Кирил Лазаров беше капитен и играч во репрезентацијата, бараше и инсистираше да има психолог во ситуација кога ние имавме тогаш изградени ракометари, искусни ракометари, што да речеме на некој начин доста помогна во остварувањето на тие услови. Сега како селектор Кирил Лазаров па тоа не го применува, што е малку контрадикторно во ситуација кога имате пак млади играчи, на кои им треба повеќе таа психолошка тој психолошки момент каде што треба да им се каже дека треба да бидат постојано без разлика на резултатот, без разлика на падовите и осцилациите во игра дека треба да бидат. Значи тоа во овој момент е повеќе потребно од кога Кирил Лазаров беше играч, меѓутоа веројатно селекторот смета дека овој стручен штаб сега, иако ако трнеме низ овие последни 4 години од како е селектор, знаеме како и колку луѓе продефилираа, почнувајќи од оние наши искусни репрезентативци од Филип Миркуловски, Аце Јоновски, Раде Стојановиќ, Бранче Ангеловски, еден сплет на играчи кои требаше да бидат додадена вредност во тој стручен штаб, Столе Стоилов, сега веќе гледаме како тоа полека се расситнува и окей, пак ќе кажам, одговорноста е на селектор. Веројатно, вистински начин е искуството потоа да се пренесе од поинаков аспект. Она што го споменавте, и вашето искуство на назад години, сега вие сте на една друга функција, председател на Сојузот на спортски федерации на Македонија, ги споменавме младите неколку пати, како треба да се вложува во младите. Па добро, колку се работи на подмладокот во спортските ракометни клубови кај што се создаваат идните генерации? Можеби веројатно и сега како председател на Сојузот на спортски федерации ќе воведете можеби некои други правила, начини? Пак ќе се вратам на резултатите. Ако ги погледнеме резултатите, се постојано во надолна линија. Така што значи дека во последниве 10-12 години од тој, ајде да кажам, еве, нема да го земам Катар 2015, ама Србија 2012 и тоа пето место тука наваму ние веќе 13 години немаме некаков резултат и немаме некој, еве да кажам, играч кој можеме да го или излегол сме го пратиле во странство и успел да направи поголема кариера. Никола Митревски веројатно еден од последните тие кои играл во веќе на залезот од кариерата, 39 години. Немаме од тогаш наваму играч кој можеме да речеме или 2 или 3 со кој можеме да се пофалиме. Тоа значи дека не се работело или нешто погрешно се работело во младите категории. Што мислите дека треба да се смени, еве сега од поинаква функција? Па, види, што треба да се смени. Тоа е еден цел систем и тоа треба многу време. За тоа и многу пати сме го дискутирале дека прво е дека мора да го лимитираме бројот на странски ракометари, мораат повеќе шанса да добиваат младите ракометари, кои ги произведуваме, продуцираме, затоа што ние имавме два случаи во кои имаме младенски и кадетски репрезентации кои имаат озбилни успеси на тоа ниво, на светски и на европски првенства, а многу мал дел од тие ракометари кои едните беа јуниорски прваци, другите беа високо пласирани кадетите, многу малку од тие играчи успеавме да ги пренесеме во А селекцијата. Голем дел од тоа се должи на тоа што тие не играа во собствените клубови. Зошто? Затоа што секогаш имаше некој кој го држи нивното место. За тоа сега овој пример кој Алкалоид го прави, да направи еден вид инкубатор или се повеќе почнува да личи на клуб репрезентација, мислам дека исто не е дел од правец. Такви клубови ни требаат многу. Многу ни требаат, 7-8 клуба, затоа што со еден клуб ние не можеме реално да направиме ништо, нити пак да продуцираме доволен број ракометари, од каде што ќе може после да бира репрезентацијата да бидат база. Такви примери има многу во светот, многу примери каде што пробале со клуб репрезентација се покажале неуспешни и сега веќе имаме, ако ги земете конкретно поголемиве репрезентации, оние кои константно се во врвот на светскиот ракомет, тие немаат
немаат силни клубови кои представуваат нешто на европската сцена, меѓутоа имаат систем кој продуцира ракометари кои тие подоцна одат дали во Бундеслига, дали на истокот, дали во Унгарија, дали во Полска сега во последниве 4-5 години каде што се појавуваат 2-3 големи клубови и така натаму. Така што Словенија е конкретен наш добар пример кој ние треба да го следиме. Имаат добра лига, не сјајна, немаат клубови кои имаат некакви клубски успеси на европска сцена, меѓутоа цело време продуцираат млади ракометари кои потоа од каде што ќе може репрезентацијата, затоа што вие не можете од 22 ракометари во еден клуб да бирате репрезентација. Можете од 200, можете од 2000, ама од 20 не можете да изберете репрезентација. И затоа тој модел на клуб репрезентација секаде се напуштил во светот. Ние го имавме тој пример со Кометал Ѓорче Петров. Видовме дека траеше 2-3 години, после тоа е веќе се распрснува. Така што мислам дека системот треба да се смени комплетно. Работата во младинските категории, инвестирање во тренерски кадар и начинот на кој тие младинци ќе играат прво дома, а потоа и да добиваат шанса во своите клубови, затоа што вие може да тренирате 24 часа дневно, ако не играте, тогаш е проблем. Тогаш, да, каде оди инвестицијата? Нема да ве прашам какви резултати може да очекуваме. Од неколку пати си ја споменавме темата, туку еве на крај само што ќе им посакате на нашите репрезентативци. Многу успех, многу среќа, прво да останат здрави и пристапот. Се надевам дека ова надпреварување ќе го смениме прво пристапот. Ќе влезат многу помотивирани, многу поборбени, без страв, без респект. Нормално, онаа доза респект, посебно према унгарците. Холандија, иако гледам дека се инсистира дека е во последниве години фаворити и сега во оваа група со нас, мислам дека тој момент треба да го исфрлиме, посебно затоа што инсистираме на тоа дека ние имаме континуитет, 9-то е светско првенство по ред. За репрезентација која во последниве 10 години го вовела ракометот, иако имаат сериозни играчи, не можеме да кажеме дека немаат квалитет, меѓутоа со пристапот мора да докажеме дека и ние имаме квалитет и дека не се тие во таа фаза или не се во онаа група репрезентации на кои треба да стравуваме. Така што со правилен пристап, пред се и со добра борба, мислам дека може да покажеме дека овие момци имаат квалитет. Благодарам.